По минутите предвидени за вестите, секако следува првиот разговор во студиото на Студио 10. Со мене е Реджеп Исмаил, пратеник и подпредседател на Левица. Добар ден и добре дојдовте. Ви благодарам што одвоивте време и денеска сте со нас. Благодарам на поканата. Секако она што е последно од настаните на политичката сцена е интерпелацијата за Илире Даути, што ја поднесе Левица. Меѓутоа, целиот развој вчера на дебатата и на настаните остава конфузија можеби и за тоа кои ќе бидат следните чекори по донесената интерпелација и што практично таа значи. Па, следните чекори на потек е владачкото мнозинство. Инаку интерпелацијата има заклучок на незе кој што помина практично со 61 глас и таму се констатира дека Илире Даути како председател на комисија работи несовесно, неодговорно, прекршувајќи деловничките уставни и законски обврски, и таа интерпелација беше поддржана од мнозинството. Така да веќе Илире Даути нема ни легитимитет да биде председател на комисијата. И практично, ако ја видите вие интерпелацијата, ние што ја поднесовме, таму има три основи кои што мнозинството во парламентот, пленумот, ги констатира дека се навистина така. Тоа е дека Илире Даути како председател на комисија прво не свикува комисија по барање на председателот на собрание. Второ, ова се главно три причини. Второ, Илире Даути не свикува седница на комисијата и по барање на една третина на две третини од членовите на комисијата и на друга седница на комисијата она не дава да се дополни дневниот ред со точка на дневен ред, што е основно право на секој член на комисијата. Од тука мислам дека сега само треба да се смени со некој друг. Готово. Така, председателот на собранието Гаши вели дека интерпелацијата не повлекува незино разрешување. Дали и натаму може да остане практично на оваа позиција или ќе се направи своевиден пресадан? Па со вакви председатели на собранието, мислам дека се е можно, но тоа е апсолутно нелогично. Ако интерпелацијата не предизвикува никаква одговорност, никаква последица под него за кој што е наменета таа интерпелација, онак тој институт зошто воопшто постои? Значи, Илире Даути би требало сега и сама да си даде оставка, мислам, не е логично иначе. Инаку Гаши, исто како и Џафери претходно, продолжува со кршење на деловникот. Ние и за тоа имавме интерпелација против Гаши, која што за жал не беше поддржана од мнозинството, но еве сега повторно се покажува дека Гаши уште еднаш си прави самоволие и понатаму продолжува да не ферма ни деловник, ни легитимитет, ни волја на мнозинството во собранието, ни прописи за тоа како се води собранието. Значи Гаши веројатно во координација со владачкото мнозинство сега ова ќе го толкуваат како помина, нашето го завршивме, но немаме механизми. Вели така именувањата и разрешувањата дека со други процедури нели се уредуваат, утврдени во деловникот. Тоа беше некое образложение кое што нели претходно. Како може, мислам, интерпелацијата е институт познат насекаде. Тоа е стар институт за изгласување на недоверба на функционери. Што ако изгласа... Логиката за самото постоење на интерпелација тука веќе се Што ако изгласавме интерпелација на Изет Меджити, например, имаше, која што не помина. За Тошковски имаше, што исто нема да биде различен. Значи, ако важи за министри, важи за све, важи и за функционери, значи исто и тие се функционери избрани од мнозинството во парламентот. Значи, од мнозинството на пратениците. Исто и оваа интерпелација е за функционер во собранието. Во овој случај Илире Даути како председател на Комисија за социјална политика. Значи, тоа мора да се изгласа, мора да се разреши Илире Даути. Сега тоа е веќе техничка работа, ме разбирате. Сега само владачкото мнозинство треба да предложи некој друг на таа позиција, да се смени Илире Даути. Илире Даути веќе де факто не би требало да биде председател на комисија. Значи сега сите по дефолт председател на комисија, пошто редоследот иде така, кога доаѓаат материјалите, нешто што е за комисија, председателот бара
председател на собранието бара од председателите на комисија да свикаат седница. Сега председателот на собранието не би требало да прати воопшто до Илире Даути. Туку во меѓувреме он треба да ги свикува тие седници или да назначи подпредседателот да ги свикува седниците на таа комисија и да се откочи работата на собранието. Тоа е логиката, нема друга логика. И од движењето знам соопштеа дека да утенели мора да биде заменета со друга личност од коалицијата Европски фронт. Ете, очекуваат, како што рекоа вчера, уште денеска да биде, веројатно, нели, имавте вие вчера и соопштение, но и ставот е дека треба итно оваа постапка да се реши. Ке има ли координација денеска нешто во собранието, можеби и став, бидејќи Европски фронт не излегува конкретно со став околу ова? Мислам дека утре би требало да има координација, но повторно, значи видете зошто Илире Даути се разрешува. Значи она ја кочи процедурата во собранието за одредени прашања. Во овој случај за законот за бранители. Значи, без разлика не е сега дека тоа место му припаѓа на Европскиот фронт. Но во меѓувреме не може да остане истата ситуација сега Европскиот фронт да предложи, тоест ДУИ, да е појасно за граѓаните, да предложи некој друг кој што истото ќе го прави. Значи, во меѓувреме ова што Илире Даути го кочи, треба председателот на собрание да го откочи, да заврши таа работа, значи таа комисија, работата на таа комисија да продолжи и потоа во меѓувреме да предложат некој друг за таа позиција. И тогаш значи да не се даде можност пак другиот што ќе дојде истата работа да ја кочи. Нема друга логика. Интерпелацијата за тоа е. Новиот деловник од 2023 баш нели токму беше за тие недоречености, ете можеби да се средат, да се отстранат од претходниот. Дури и нели наведено е дека членот на работното тело може да разреши ако 3 пати едно по друго отсуствувал од седниците, но конкретна одредба околу смена на председател на комисија. Дали има? Прво, вака да разјасниме, јас не се согласувам дека новиот деловник бил за да се разјаснат недореченостите. Тоа беше еуфемизам, изговор за да се запри можноста за филибастеринг во собранието и да може владеачкото мнозинство да прави што сака. И тоа му одговараше на ВМРО ДПМН, пошто знаеше дека ќе дојде на власт и затоа го поддржи, деловникот помина како што помина и сега тоа го злоупотребува до бескрај. Инаку тие недоречености секогаш ќе ги има, затоа што вие не можете конкретно се да превидите за работите се малку погенерално се предвидуваат во деловниците и од тука политичката одговорност, односно политичката недоверба на мнозинството кое што избрал Илире Даути веќе си го кажа своето. Значи интерпелацијата помина, Илире Даути треба да биде сменета и толку, нема друга логика. Зошто СДСМ не гласаше? Ја напушти на старт седницата, тие дури рекоа дека нема ни да учествуваат нели во самата дебата на сето тоа, иако законот за бранители е поднесен нели токму од нив. Сега целата постапка нели како ќе тече. Да, тоа беше многу чудно заради тоа што баш нивниот закон беше блокиран од Илире Даути. Мислам дека СДСМ се уште е закочен во канџите на ДУИ и затоа не одби да биде дел, односно не гласаше за интерпелацијата и си излезе од собрание. И тоа треба да се праша СДСМ, но очигледно е дека ако за свој закон кој што вашата партијаничка група го поднела и председател на комисија токму тој закон го кочи и вие не само што не поднесувате интерпелација, ајде ние сме поднели интерпелација, и вие не ја поддржувате интерпелација, не сакате воопшто ни да учествувате. Барем знав, иако критикува дека интерпелацијата е безпредметна, сепак гласа како што и за Гаши, интерпелацијата која беше за председател на собрание Гаши, они велеа дека Гаши, иако ги прекршили уставот и законите и деловникот, сепак не гласа за неговото повикување. Мислам дека ова беше многу, да кажам, разочарувачки што се случи, нелогично во крајна линија. Знаете зашто ве прашав, бидејќи самата постапка за донесување нели и на законот за бранители, дебатата околу него, повеќе месеци веќе оној камен на сопнување, постојано нели некои тензии се создаваат токму поради тој факт. Ама видете сега. И се користи нели постојано како причина нели за да биде нешто што е поттикнувач на тензии воопшто нели во јавноста. Добро, ама видете сега. Значи дебатата околу
материјалната расправа околу законот се случува во рамките на телата на собранието. И сега вие имате постапка од председател на комисија кој што ја кочи буквално секоја дебата. Значи, ја кочи дебатата внадвор било што може да се разговара. И сега правилата се поставени тие, не може да важат за едни вака, за едни и така. Значи, не може да важи различно деловникот и процедурите во собранието за одредени закони, а за одредени закони не. Значи, дебатата се случува во рамките на телата, така да законот треба да помине на собраниска комисија, таму исто имате можност за мислење, имате можност за амандмани, и јас ја повикав Илире да, мислам, она во нејзината одбрана генерално се задржа на две работи, едно дека тоа била по етничка основа, што нема врска, зошто да е по етничка основа, од кај знаеме ние како се декларира Илире Даути, мислам во крајна линија, нели, таму сме сите колеги и нема никаква идеја, видите вие самите брата, нема врска со нејзината етничка припадност. Она е со нејзината работа во собранието. И сега вие доколку ја закочите дебатата внатре, она се повикуваше дека треба да бидеме сите еднакви и да ги кажеме своите мисли. Па добро, откочете го законот, ставите го на дневен ред. Не се ни става на дневен ред. Апсолутно така, значи ќе дебатираме на неколку нива, ќе дебатираме во комисијата, ќе дебатираме на пленум кога ќе дојде и тогаш ќе видиме кој какви решенија нуди и на крај секако мнозинството ќе одлучи кое е најприфатливо решение. А ние не сме партијата која што го има мнозинството, така? Со ваква поставеност решение не се ни надзира, бидејќи сепак сега целата постапка е закочена. Па, мислам, се уште не можам да тврдам, оти не ги знам, уште не излегува после интерпелацијата сите составовите да кажат, но владачкото мнозинство доколку сака може многу лесно тоа да го направи, да смени едноставно да предложи предлог одлука за промена на Илире Даути и готово, на следна седница и тоа е тоа. Сите 4 интерпелации што беа поднесени од Европски фронт вчера, нели до членовите на владата не помина. Обвинувањата еве против министрите и замениците министри, сега да не ги редиме нели сите 4 интерпелации, главно се заснова на случувањата пред, за време и по прославата на 28 ноември, како што реков, Европскиот фронт уште не се произнесе, верувам дека партиите, како што рековте, ќе се произнесат во иднина. Меѓутоа, ета една оценка на 4 интерпелации. Вие конкретно нормално се фокусиравте, така и почна целата дебата. Да, па тоа беше наша интерпелација за Илире Даути, да. Дури они на почетокот сака интерпелација на Илире Даути да ја симнат тоест да ја стават како последна точка на дневен ред. Не знам зашто, веројатно сака на некој начин да бойкотираат или не беа до крај јасно договорени, небитно. Другите интерпелации поднесени од Европскиот фронт, односно ДУИ, беа чисто во етничка конотација, односно се беа фатени за некакви си нарушувања на етнички права, што не беше точно. Ние, например, баравме оставка од Јо Тошковски и од министерот за животна средина, но нивните интерпелации апсолутно нема ништо не се зборуваше за работата на министрите, туку за нивната за изедмеджите дека ги предал албанците, за Тошковски дека ги нарушил правата на албанците, значи и за Стоилковиќ исто така, значи тоа беа неиздржани интерпелации, затоа ние не гласавме по нив. Може би со однапред предвидлив крај, бидејќи од самиот начин. Апсолутно, да, тоа беше обид за пропаганда и уште една допадливост на ДУИ кај своите гласачи. Може би сега ете и дел од корпусот на прашања се однесува нели на сите ваши активности и иницијативи. Една од нив е иницијативата за оценување на уставноста и законитоста на законот за употреба на јазиците. Докаде се работите тука веќе и владењето на правото може би директно се допира? Видите сега многу, например, има една, мислам, ДУИ има коалиција која што вика Европски фронт. И вие од европски инстанции имате критика на тој закон. Дури кога пред да се донесе тој закон, они на сила го донесоа, знаејќи ги забелешките на Венецијанската комисија и на други европски тела. Работата е јасна. Прво, многу е симптоматично што Уставниот суд толку долго ја држи таа иницијатива во фиока, да кажам, и не расправа. И сега
нелогичноста беше дека нивниот последен став ќе бараат експерти. Кои се тие други експерти кои што се надвор од Уставниот суд? Значи, Уставниот суд не се само тие што ги гледате уставните судии, тоа е цела институција. Ако таму нема експерти, онда нека побараат, нека сменат систематизација и нека вработат експерти. Ама они се највисоки експерти за, нели би требало да се, така се избрани, за оценување на уставноста на прописите и законските решенија. Не може какви експерти. Мислам дека законот за јазици апсолутно е неуставен и не само што е неуставен, туку е политички неподобен затоа што ствара раздор. Ние уште на почетокот тоа го кажавме. Не, овој закон не интегрира. Напротив, овој дезинтегрира. Ова е уште една политичка рамка во нашиот политички систем која што носи конфедерализација, односно бинационализам во Македонија. Тоа не е добро, гледаме низ годините. Дали оваа ситуација може би уште една од низата суштински слабостите на Бадентеровиот концепт сега, ако така веќе повеќе го гледаме? Бадентеровиот концепт во самата суштина има слабости и тоа е експериментален концепт кој што се експериментира на држави како што сме ние, да кажам држави без никаков суверенитет, за жал. Ние имаме дури и друга работа со Бадентеровиот принцип. Значи, тој е замислен на таков начин да го штити малцинството од своеволни одлуки на мнозинството. Но кај нас се случува обратно. Значи, кај нас мнозинството ги потиснува интересите, малцинството ги потиснува интересите на мнозинството. И тоа во политичката теорија е многу разработено и се вика тиранија на малцинството. И мислам дека ние сме еклатантен пример за тоа и мислам дека по универзитети во светот веројатно нашиот пример како case study се проучува. Така. Минатата година во октомври, минатата година веќе сега на стартот на оваа година, па мораме нели да кажеме, лани во октомври Уставниот суд донесе одлука за укинување на балансерот. Сега се најавува нели ново законско решение, меѓутоа од една алатка која што нели требаше да направи ред, можеби се создаде практично неред. Како да го кажеме, дали ја научивме лекцијата или ќе ги повторуваме грешките од минатото кога се работи за балансирот или правична застапеност по уставен принцип? Види, не сум сигурен дека Уставниот суд го укина Бадентерот. Значи, Бадентерот не постои само во делот каде што... Да, балансерот. А за балансерот зборувате. Добро, балансерот е како дел под политика од Бадентерот. Да, балансерот за она што се вработува... За вработувањето, така, по етнички клуч. Мислам дека тоа беше една, да кажам, предизборно ветување на моментално владеачката партија, која што после тоа се обиде да го омекне, па Уставниот суд демек го укина, но и понатаму во нивната програма, ако ја видите, пошто тие работи генерално слабо се владеачката партија при избирање на извршната власт дава програма за што ќе работи како влада и тоа беше различно од нивната партиска програма која што ја предвидуваа пред избори и токму тука беше тоа дека они не планираат да го укинат балансерот, напротив туку да го озаконат заради тоа што претходно несовесно се користел, а сега они ќе го спроведувале баш како што треба. Тоа не е можно заради тоа што во самиот корен на балансерот е коруптивен. Ако вие избирате функционери, администрација, било што на позиции во државната бирократија по етничка основа, вие немате друг начин, немате друга последица освен тоа да биде злоупотребена, ме разбирате. Немате друга опција освен критериумите за стручност да паднат во втор план. Но ново законско решение по кој терк би требало да се направи? Да не биде сега нели партиските дипломи секогаш да бидат посилни од универзитетските, оној принцип баш и поради кој што имаше и бројни реакции на самиот балансер. Сега реакциите во дело дека не се почитува Охридскиот договор паѓаат во вода поради самиот факт дека нели по партиски клуч најчесто се случуваат вработувањата. Значи не треба нов закон за балансер да се донесе. Едноставно правилото на балансер треба да се укине. Целосно? Ама апсолутно целосно треба да се укине. И ќе аплицираат за работа
оние кои што имаат квалификации за тоа, без разлика дали се турци, роми, албанци, бошњаци, англичани. Значи, без разлика на тоа. Не треба тоа, си има критериуми, треба може да се заострат критериумите, да се види целата процедура на тестирање во Министерството за информатика и администрација, да се видат како тие ги спроведуваат, да се види постапката на избирање, кои критериуми се потребни, за да се подобри целиот процес. Значи, тие работи да се доведат до некоја подобра ситуација, а не сега ние какви критериуми ние ќе ставаме подобри, доколку имаме дека треба да се вработат 25% албанци. Значи, не може да имате вие подобри критериуми или друг закон за тоа. Тоа правило треба да се укине и да се бираат бирократите, државната администрација, јавната администрација по основа на квалификации, толку. И на квалитет, така. Суштински, знаете зошто го прашувам тоа? Зашто постојано се ставаат овие како теми на тенок лед, па некое нели заплашување за дестабилизација, па нешто нели кавги, меѓусебни политички копија се водат, кој повеќе направил, кој повеќе вработил, што направил. Значи генерално она што споменавте, да, сите борбата е да имаме подобар квалитет и подобри луѓе на места каде што би биле нели во улога на подобро функционирање за граѓаните во крајна линија. Институции кои што нели ќе функционираат за граѓаните. Мислам дека тие најави за дестабилизација ги направи ДУИ со тоа што почна, мислам, нивната политичка функција, односно нивната политичка релевантност на сцената е затресена и сега во обид да се вратат почнуваат да измислуваат работи кои што навистина се непостоечки, но од друга страна се уште и владеачкото мнозинство, извршната власт, исто под притисок на нивниот албански партнер, нема храброст да ги надмине тие работи. Ние конечно мора да престанеме со обзирите кон таквите најави на условно кажано албанските представници, па и другите, ако сакате, да не бидат само албанци, и другите малцински заедници, кои што мислам дека се многу подискриминирани и многу во по-неповолна ситуација со Бадентер и Балансер решенијата, затоа што кај нив се случува една албанизација која што ги води кон албанскиот блок, заради тоа што посилниот партнер ги прибира плодовите од послабите. Од тука, значи, треба да се престане со политиките на Балансер, дека некој најавува етнички конфликти ради тоа, мислам дека е нереално, затоа што нема ние, да кажеме, не може албанци да се вработуваат, не може турци да се вработуваат. Тоа не е, никаде го нема тоа. Тоа го нема ниво нашите законски прописи, ниво уставот, никаде го нема. Значи ќе се вработуваат тој што има диплома, искуство, се покажал на тесто, тие ќе се вработуваат. Зошто би се бунел некој албанец да се вработи квалитетен човек на местото, зошто би се бунел? Па вие видите ги албанските делови, они немаат ли проблеми? И нивните проблеми поттикнуваат токму од решенијата кои што ги доведе Балансерот и таквите политики на избирање на етнички кадри во бирократијата. Тие неминовно партиски беа, заради тоа што се неспособни и само едноставно земај плата, клати врата и ништо не направија подобро за граѓаните. Добро, партиска војска што после добро, нели, на избори многу е можеби потребна. Добро, друго да не должиме во делот сега, бидејќи има и повеќе прашања во делот на правосудството, Министерството за правда најавува нов кривичен законник, до јуни нов закон за судски совет, се пишува нова легислатива за кривичната постапка и за судската служба, се менува законот за јавно обвинителство. Левица конкретно поднесе измени на кривичниот законник во делот на заштита на жртвите на семено насилство, семеното насилство да се третира нели како по службена должност. Да, за жал исто тоа не беше прифатено. Мислам, знаете, владеачкото мнозинство нема слух, дури и да бидете најконструктивен, како вакви законски предлози,
нема слух. Можеби они ќе го донесат истото нешто со изменето, но сепак да не биде предложено од нас. И многу работи така ги направиат, но тоа не е важно. Важно е да се подобрат законските прописи. Во однос на судството и кривичниот законник, поготово во однос на судството, мислам дека тука треба да се направи еден ветинг на судиите, кој што без разлика, се надевам дека тоа ќе биде предвидено со новите реформи во судството, Нешто затоа што што без засега такво, сите бегаат. да, без Се такво, најавува, ама никако. без такво нешто мислам дека довербата во судството нема да се врати. И многу е важно кај нас, знаете како, не е важно како, мислам, важно е како исто се функционира, но важно е и како се раздава правдата. И ние во самите процедури на тоа каков е пристапот до правдата имаме големо ограничување. Значи, вие имате прескап пат до правдата. И луѓе кои што средно-ниската работничката класа не може да си дозволи да пристапи кон барање правда пред судските органи, затоа што е прескапо и неиздржливо за нив. Но дополнително она што го подгрева незадоволството, особено е веќе обичниот граѓанин, е неказнивоста можеби. Пропаднаа голем број на случаи нели на поранешното СЕО и тоа за високопрофилна корупција како да ја наречеме, и можеби самиот момент што еве се гледа бегството, еве последно на Груби, можеби ќе го споменеме, и дел од оние случувања кои што директно кај обичниот граѓанин влеваат недоверба. Сега овие постапки нели за носење на законски решенија се едно, меѓутоа генерално она што како општа слика се создава е генерално незадоволство и недоверба. Апсолутно, да. Можеби би било многу поефикасно да се направи нешто повеќе кон ефектуирање на веќе донесените пресуди и веќе донесените случаи, иако они, ако се сеќавате, претходната власт си го сменија кривичниот законник, што ги намалија глобите, ги намалија периодот за застарување на делата, да се подобри во тој домен каде што на вистина ќе се казнат оние кои што биле фатени на дело, кои што ги прекршиле прописите, особено оние кои што судот веќе ги изрекол. Артан Груби ние го немаме во држава за да може да му судиме и да ја одлежи својата казна, па и да она што го оштетил на некој начин да се обештети. И такви случаи, за жал, имаме многу, особено со функционери, и тоа влева голема недоверба и од друга страна прави многу нефер услови за практично обичните граѓани, затоа што гледаме дека одлежуваат казна затвор луѓе кои што краделе кебап и не знам, такви основни работи за живот. Така, и таксативно години наназад еве извештаите на Европската комисија токму ги потенцираат и ги нотираат корупцијата, нели, и криминалот како проблеми со кои што сериозно ќе мора да се позанимаваме, имајќи во предвид дека токму и овие работи беа посочени, нели, во самите извештаи. Видете, негативни извештаи. Апсолутно, да. Јас не сум толку фан на европските извештаи. Не дека они не ја покажуваат реалната ситуација, но ние мора да ги увидиме самите тие работи. Затоа што ние препишувајќи регулативи од Европската унија и применувајќи модел директно copy-paste, значи директно преслигувајќи кај нас, ние не ги решаваме работи, ги правиме години назад, ги правиме се покомплицирани и се понеефикасни. Значи, ние сме марксисти по идеологија. И ние велиме дека условите ги создаваат проблемите. Значи, вие морате да работите и на промена на условите, во однос на корупцијата. Вие треба да ги промените условите во кои што работат, например, на медицинските лица се зборува дека има корупција во врвните доктори и така. Значи, вие мора да работите истовремено и во промена на нивните услови каде што работат, а не да ви бегаат во странство или да превземат коруптивни вакви за да имаат, затоа што он гледа дека некои младичи од 25 години кои што тргуваат со струја
имаат милиони, а он е врвен доктор, едноставно не може од месец до месец да преживее и преминува во такви ситни коруптивни действија. Значи мораме ние и условите да ги смениме кои што владеат во нашето општество, особено преку програми на социјалната политика, за да престане и потребата од коруптивни действија на луѓето. Паралелно, значи, треба да се прават овие работи. А не да се пресликуваат решенија туку така од Европската Унија или од било каде и тоа да не функционира. Затоа што ние имаме посебни услови, како и секоја посебна држава, посебно општество, и ни требаат на нив прилагодени решенија. Така, или сега практично во моментов имаме закони, но колку од нив се почитуваат, тоа дополнително прашање. Ако веќе во оваа законска рамка сега како што ја имаме, еве ајде и пресликани и по европско искуство и по искуство на други земји, ние ги имаме како законска рамка, но колку од нив се почитуваат, можеби е по-клучното прашање. Ама тоа неминовно ќе биде таков случај, затоа што кога се прави законско решение не е само словото. Значи мора да се предвидат и институциите и механизмите кои што понатаму ќе го спроведуваат. И кога вие ги пресликувате само, значи немате политиколошка анализа на нив. Значи само законски, формално правно ги пресликувате и друго ништо не ви е предвидено. И затоа не се почитуваат. Така. Иселувањето на младите, тоа секако е горлив проблем за кој што можеби цела емисија би ни требала, ако можеби до пред неколку години се соочуваме со финансиски екзодус, луѓе кои што бараат подобри на надвор поради подобри услови за живот, за работа и така натаму. Денеска ни се случува и своевиден образовен екзодус, па голем број на млади луѓе кои што би било навистина среќа да ги задржиме, за жал заменуваат надвор. Ние како политичка партија која што генерално младите ни се не само ни се фокус, туку ни се дел од нашата партија во голем дел и уживаме голема популарност кај нив, голема прифатливост. Ние највеќе го знаеме тој проблем, а навистина има многу одселување и крај крајва причините се тие незадоволството, барање подобра иднина. И тоа гледаме дека се случува се повеќе и повеќе. Мислам дека адхок решение за тоа нема. Мора да се воспостават долгорочни и планирани политики кои што ќе ги подобрат општите состојби на секое ниво за младите да можат да останат тука и да екзистираат тука буквално, да си го живеат животот тука, а не надвор во странство. За крај на нашиот разговор наесен очекуваат локални избори. За сега мислам само ВМРО дека најави во мај дека ќе ги најави кандидатите за градоначалници со кои што ќе влезе во изборната трка на локалните избори. Левица кои планови ги има, како се подготвувате? Па ние како и секои избори, ние секогаш сами одиме на избори. Не коалицираме. Секако дека се подготвуваме, особено за по големите, по урбани општини. Се уште имаме некој моментално процес на внатрешна евалуација, внатрешни, да кажам, планови, пишување на програми, веќе имаат многу локални огранаци и тоа е доведено на локално ниво практично, каде што потоа едни со други разменуваат искуства и на крај мислам дека до локалните избори ќе ги искристализираме сите работи и верувам ќе имаме најдобри можни кандидати за градоначалници и за советници. Така, ви благодарам многу за издвоеното време и што бевте заедно со нас. Секако остануваме во контакт, информациите што се потребни да стигнат до граѓаните. Тука сме, па ќе ги пренесеме. Благодарам и на вас за поканата. Ретко имаме можност да бидеме дел од гости во емисии на телевизија. Благодарам уште еднаш за така. Да, секако за сите буквално ние нашата и програма и телевизија е отворена за соработка, се во интерес на граѓаните. Уште еднаш голема благодарност.